Општина Газиваба сериозно е посветена во насока да обезбедиме квалитетен процес на дуелно образование за младите, но и за постарите граѓани. Здружени заедно со бизнис секторот на Газиваба, средните училишта, работиме на едукација, обука и преквалификација и стекнување на нови вештини со цел изучување на стручни насоки. Во таа насока би сакал да го најавам дека на 10 и 11 мај ќе се одржи и првиот училишен изложбен саем на машинската и енергетската индустрија, која го организира општина Газиваба, заедно со средното машинско училиште 8 септември и заедно со Центарот за меѓуетничка толеранција. Саемот ќе се одржи во просториите на средното училиште 8 септември со почеток во 11 часот. Целта на овој училишен саем е подигањето на свеста кај младите, за да можат по завршувањето на своето образование да бидат вработени во компаниите, односно да го поминат процесот на дуелно образование и да стекнат вештини со кои ќе бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Состојбата во средните стручни училишта на територија во општина Газиваба е загрижувачка. Ако земеме во предвид дека во учебната година 2005-2006 вкупно биле запишани 4191 ученик, а за да денес, во учебната 2018-2019 година, бројот на запишаните ученици изнесува 1340. Преку 300% се намалени уписите во средните стручни технички училишта. Овие бројки говорат дека бројот на запишаните ученици во средните стручни, односно занетски училишта од година во година се намалува, а тоа отвара голем проблем од недостаток на работна сила во бизнис секторот. Податоците велат дека имаме и 409 млади лица до 29 години кои што се уште се без работа на територија на општината, односно се водат активни баратели за работа. Заедно со Агенцијата за вработување имаме за цел да и на овие млади лица им понудиме нашата програма за дуелно образование и преквалификација. Токму затоа во овој процес на дуелното образование треба да се даде шанса на секој млад човек да се стекне со соодветна квалификација и со тоа полесно да стаса до работа. Денес на моје задоволство во овој проект се приклучува и Сојузот на стопански комори на Македонија, која дава поддршка на овој проект. Поддршката на овој проект пред се од бизнис секторот е многу важен. Токму бизнис секторот е оној кој треба да им даде мотив плюс на младите да ги изучуваат занетчиските струки во средните училишта. Затоа бизнис секторот треба да ги отвори своите врати и да им даде можност на младите, да им даде можност за реална пракса во нивните фирми, а потоа и најдобрите да добијат понуда за работа.